Азилот стана средство за излез од државата за бегалците во прифатните кампови. Бегалците кои што речиси цела година се сместени во прифатните центри Винојук кај Евгелија и Табановце кај Куманово, немаат решение за својата ситуација. Привремениот камп стана нивно живеалиште. До кога ќе останат во земјата немаат одговор ниту тие, ниту институциите. Половина од оние пак што поднеле барање за азил во Македонија, откако ја почнале процедурата и ги сместиле во центарот Визбегово, ја напуштиле државата. Значи, од почетокот на кризата до денес има поднесено околу 50 на барање за азил, во кој од тука моментално има 21 лице сместено, а за жал другите го напуштија прифатниот центар Визбегово во непознат правец. Немаме никаква информација за нив. Граѓанските организации и здруженија кои што им помагаат на терен, велат дека имаат обезбедено комплетна правна помош за бегалците. Здруженијето на млади правници се во Гевгелија од почетокот на кризата и им асистираат за правни разврски. Давање на извод на новородени во матичното, односно во Министерството за правда, на сите мајки кои ќе се породат кои се присутни во транзитниот центар Винојук и кои ќе се породат во Гевгелија. На почеток, додека траеше уште транзитирањето на бегалците, ние учествувавме во интервјуто за непридружувани малолетници, која за нас беше голем предизвик, бидејќи стануваше збор за ранлива категорија, чувствително ранлива категорија на лица. Најголем број од бегалците не сакаат да останат во земјата, најмногу заради тоа што нивните семејства се разделени и веќе се во некои од западноевропските земји.